Иако последниот рок беше крајот на оваа година, новата зграда на клиничката болница Штип за вселување ќе биде способена дури во 2020-та, изјави министерот за здравство Венко Филипче. И не се придржува изведувачот до тој план кој што е претходно прифатен од страна на Министерството за здравство. Ние сме во секојдневен контакт со луѓето со кои што имаме подпишан договор. Од страна на Министерството за здравство, тоа е фирмата Интракат од Грција, кои што имаат одредени проблеми во соработката со Бетоштип, меѓутоа според последните информации дека нашле соодветно решение и токму затоа сега сакаме да се увериме на терен како стоат работите, кои работници се тука, за да некаде во текот на следната недела сите прашања во однос на новиот динамички план ние ги финализираме. Како причина за долготрајниот прекин на градежните работи на болничката зграда се наведува градежната фирма Бетон, која е подизведувач на грчка фирма која го има добиено тендерот од Министерството за здравство. Дали навистина некогаш реномираната градежна фирма од Штип Бетон е пречка за застојот или во прашање е нешто друго? Одговор побаравме од директорот на Бетон и некогашен градоначалник на Пробиштип Ванче Мијалчев. Иако упорни, на нашите телефонски повици Мијалчев денес не одговараше, па дилемите кои ја забетонираа за цели 18 месеци изградбата на болницата остана. Од друга страна, Бетон Штип во последниот период се соочува со сериозно правно-финансиски проблеми, но и динамична промена на собственичката структура. Фирмата, според наши сознанија, има сериозни суми за наплата, но и сериозни суми кои ги должи. Проблемот, упатуваат упатини, е што на Бетон поброгу му доаѓаат извршни решенија за долговите, отколку што тој може да наплати. Сепак, во целата оваа работа веројатно има и друга вистина, а тоа е дека Бетон Штип беше еден од клучните изведувачи на проектот Скопје 2014 и во екот на најголемите работни ангажмани дојде до промена на тогашната собственичка структура, бидејќи беше високо профитабилна фирма. Со промените на власта, Бетон го изгуби статусот фирма миленик, за на крај да се случи фирмата сега да се бори за гол живот.